Вчерашната плата од 10.000 денари денес вработените од Баргала ги одлучи за штрајк. Во работните хали тие и не влегоа, бидејќи се незадоволни и од висината и од динамиката на исплатените плати. На 15 требаше да земеме плата. Пишаа ни огласната табла дека на 17 ќе земеме. Ние на 17 бевме на работа. До 2,5 часа. Вечерта у 8 ни звонат дека од утре да не доваѓаме затоа што нема плата. Кога ќе се пуште плата, тогаш на работа. Ние го тоа почитуваме и чекаме секој ден до 12 ќе пуштат, па да идеме до втора смена. А саба отидеме, ама стоиме округо, значи не е исполнето тоа што треба. Ние не седеме една недела по наша вина. Они не партија дома. Добро. Затоа што не сме земале плата. Добро. Одеме се бали незадоволни. Сакаме објаснување. Они давајат пулот од круго. Ако влезе се да работите работа, ако не, ојди. Бели листови донесела, ние да се подпишеме и она што сака да пише таму. И не кеме да подпишем. А што на тие бели листови? Да сме пишали само име и презиме, ние. Само тоа. Само тие, она што сака тоа да пише. Се бајле беме круго, газите викат подпишите отказни решенија, седите си дома. И не знам, ќе видиме што ќе биде. Според работниците, проблеми во Баргала во последните неколку години има во континуитет. Ние функционираме многу порано лошо, а легија 2 години максимална катастрофа. Значи тоа, кој да сака да го издржи, тоа не може. И вие, ја, без засада. И ние, значи, од тие 2 години не сме нешто решиле, да речеме, здравство, плата на 15 и ред други работи. Ние одеме се од проблем у проблем. Редовен со платата не е, штрекуваме тае пари. Па за јуни земаме нас. И што ги дава државата тие пари по 14,5 за одвработен, ни тие не ги даде по 10,500, 10,600. И тие не ги скрати пари. Денешниот прекин на работа за работниците е екзистенцијален револт и ништо повеќе, зашто некој таму се многу одамна и фирмата им е блиска. Значи ние фирмата ја сакаме, работата си ја сакаме, работа не одбиваме. Ама тражиме си ги нашите плати, изработените. Од 10 дарки, вака да ги цепкаш, у 3 месеца, ги изцепкаш, па не знам шо да е. Значи не можеме ние да обстанеме. Од 3 месеца на 70%. Нас од Евана не прашуват, земате ли плата да извршете уплата. Не ги интересира. Не си земал плата, штрак, дојде и сече тие струјата. До тоа ли да рече, кое време сме ние? Бидејќи досега многу пати биле оставени на половина пат со плати и ветувања, работниците одлучиле за нивниот проблем да се обратат на друго место, односно кај институциите. Значи, ние си кажаме што треба да кажем од трудова инспекција за платите, како ни стоја ситуацијата. У секој случај, они ни речеа да си поднесеме барање. Значи, со тоа барање ние треба после да си отидеме у УЈП за финансова полиција да си потикнеме, затоа што веќе стварно нема више како да тражиме чаре. Ние си тражиме начин и тражиме чаре. Каков потек во овој случај ќе повлече менаџментот на фирмата е неизвестно, но работниците се категорични дека екзистенцијално се исцрпени и дека со 10.000 денари не можат да обстанат. Ајде ќе дадам јас моите 10.000 дарки што ми ги дадел, нека воде, нека биде домаќин со 10.000 дарки. И деца на школо, и ковид, и се, а ташите ни се пуни лекарства на приватното, и ние немаме здравство. Немаме здравство. Ние у аптеките се караме со аптекарите што не са криви. Вика немаш здравство. И па ја ли сум крива? Инаку, поради истите проблеми, а по пријава на работници, неодамна Баргала со синдикатот потпиша договор за редовно исплаќање на платите.